Почитувани гледачи, се одбележа уште еден Илинден, овој пат со јубилеј 120 години од Илинденското востание и 79 години од Асном. Прослави се одржаа во Скопје, во Крушево, на Мечкин камен, во Пелинце и во Прохор Пчински. Истовремено политичарите од власта и од опозицијата ги упатија пораките и за Илинден, но и за уставните измени, за она што е сега најактуелно. Отприлика пораките се исти, власта вели дека уставните измени треба да поминат, бидејќи тоа е од добро за државата и за граѓаните, така ќе се откочи европскиот процес, додека опозицијата повторува дека уставни измени под бугарски диктат нема да има. Но кога зборуваме за опозицијата, освен ВМРО ДПМН, против уставните измени и партијата Левица. Тука сега ќе разговараме со Борислав Крмов, кој е пратеник на Левица во собранието. Господине Крмов, добро дојдовте во телевизија 24. Да ве прашам прво за прославата на Илинден. Вие бевте таму, учествувавте со ваши делегации. На изминатите прослави за Илинден знаевте понекогаш да направите и некоја герила акција, нешто помалку конвенционално, ајде да кажеме, но гледаме сега дека си одевте според протокол, колку што можев да видам. Да, сега идевме по протокол, иако нашите делегации, и таа на Мечкин камен и таа на Кале, напуштивме кога главните говорници почнаа да зборуваат, кога на Кале почна премиерот да зборува и кога председателот Джефери почна да зборува на Мечкин камен. Ја мислам дека тоа е една природна еволуција, у секој случај едното не го исклучува другото, ако ме разбирате. Остануваме ние да бидеме нетипична партија, да делуваме и со некои гирила акции као перформанси и слично, но сепак сме парламентарна партија со два пратеника у собранието и да, сега малку се протоколаризираме, ако може така да кажем. Како беше атмосферата? Како поминавте? Бидејќи, колку што можев да видам, немаше некои посериозни инциденти, освен оние стандардни свиркања на Мечкин камен, довикување кога се појавија представниците на власта, слично беше и во Прохор Пчински. Вие бевте на Мечкин камен, како беше таму? Свиркањата стана редовни од кога е оваа предавничка власт на власт, од кога се дојдени СДСМ, инаку претходно мислам дека немаше, атмосферата беше многу лоша, имаше многу малку народ. Ако се навратиме историски, го имаме и оној фамозниот инцидент кога беше председателот Глигоров, прскањето со течност, тие процеси на разјадување и разградување на македонската држава, траат од 91 до сега и очигледно дека у секој таков еден момент тај гневот на народот се манифестира на вакви некои поголеми државни собирања и прослави како што е Илинден. Да се навратам, атмосферата беше ужасна, имаше многу малку народ, а полицијата ги пренасочуваше луѓето со автомобили, претпоставам да ги стави во понезгодна ситуација да мора да пешачат многу долг пат. И од една страна мислам дека затоа што народот не ја сака оваа власт, затоа имаше малку народ, од друга страна затоа што полицијата пренасочуваше, затоа што мислам дека овие политичари едноставно се, суетни се и не сакаат да им се свирка и имаше премалку народ. Немаше никаква атмосфера. За жал, зборуваме за 120 години јубилеј од Илинденското востание, тотално недостоинствено. За жал. Добро, од власта пак ќе кажат спротивно дека го одбележале јубилеот како никогаш досега, го одбележале на 3 локации. Председателот Пендаровски беше применио во Прохор Пчински од неговиот српски колега Вучиќ. Знаеме порано дека таму не беше дозволен пристап на македонската делегација. Ова со народот, да, така е, можевме и визуално да видиме дека нема многу народ, но вела дека официјалниот дел поминал како што треба. Официјалниот дел, ама џабе вие на вас официјалниот дел ако не стои народот позади вас, ако ме сваќате. Не знам зошто некако се погодува најголемите јубилеи да се во време на владењето на СДСМ. За жал, и 100 години од Илинденско востание беше во времето на СДСМ. Ако имаме редовни избори, наредната година 80 години од Асно исто ќе биде владењето на СДСМ, зависи кога ќе бидат изборите, што значи, за жал, тоа го каже и председателот на говорото собрание, тоа е една, стварно мора да се употреби тој збор, одродена политичка елита, која што нема национални чувства, и за нив овие празници се проформа. Го видовте премиерот, што значи Калето, Скопското Кале, во контекст на Илинденското востание, да не се биле некои познати битки на Скопското Кале или нешто слично. Секако дека не, и вие го имате премиерот кој што свесно бега
од центарот на настаните, а тоа е Мечкинкаме, и се качува на калето чисто проформа процедурално, значи за да истера прослава. Тоа е апсолутно недостоинствено. Да, добро, да се вратиме на оно што е најактуелно, како што кажавме, тоа се уставните измени, како што знаеме, после расправата на комисијата во Собранието, расправата е закажана за 18 август. Ова сето доаѓа во констелација кога опозицијата се противи на уставните измени, знаеме за тоа, се противите и вие како партија Левица, се противи и ВМРО ДПМН. Повеќе од јасно е дека според сегашните бројки во Собранието дека власта нема мнозинство да ги изгласа уставните измени, но сепак процедурата е почната. Еве, што ќе се случува тогаш на 18 август? Само ако ми дозволите еден краток коментар, не ја спомнавме, СДСМ има декларација за Илинденското востание, наводно као дека Илинденското востание е македонско, пандан на бугарската декларација дека Илинденското востание или Илинденско-Преображенско, како што го нарекуваат дека е бугарско. Таа декларација не сме ја виделе, деловнички после 3 дена од примање на материјалите, председателот мораше да ни ја достави, не е доставена, мислам дека имат поминато 3 дена, и јас прво искрено се изненадив кога кажаа дека предлагаат такво нешто, знаејќи ги какви се СДСМ. И сега, гледајќи дека таа не стига, мислам и дека нема да стигне, мислам дека е празен блеф. Чисто тоа сакав да искоментирам, значи еве ние седиме во Собранието, чекаме. Собранието е во нонстоп во заседание, јас треба да добиам известување дека материјалите ми се доставени, тие материјали не се доставени, значи таа декларација никој не ја видел. Добро, доколку бидејќи се вративме повторно на Илинден, доколку таа декларација е во ред, доколку е коректна, ќе поддржите ли? Секако. Ако е во ред. И ако ви гледате, ние гласавме и за некои црвени македонски национални линии, само неколку месеци после тоа и тие линии се погазени. И ако да, би гласали секако да. Се извинам сега за... Како би, еве, кога веќе се вративме уште едно прашање, како ја коментирате тогаш коњицата на СДСМ? Бидејќи гледаме после ВМРО ДПМН и СДСМ излезе со своја коњица и јава... Мислам дека нивните интерни анализи и анкети им покажуваат дека едноставно овој народ го нема изгубено националното чувство, дека овој народ ја сака државата, ја сака Македонија и дека не можат со некакви приказни дека наводно ќе влеземе 2030 у ЕУ, тоа да се байпасира. И сега и ево и најпредавничката партија која што скоро сите да кажеме процеси на разградување на столбовите на македонска држава ги има поминато, нели, СДСМ, сега и они кои изиграваат некои патриоти, се качуваат на коњи, па го видовме нивниот генерален секретар, леташе со параглайдер, народот им се смееше. Значи смешно, тоа е чиста поза, значи тоа е еден вид на политички позерај, фарса. Добро, кога веќе тргнавме во таа насока, еве ВМРО ДПМН тоа традиционално го прави, да речеме, 30 години веќе не е тоа ништо ново. Еве и СДСМ почна од годинава, можеби од следната година и Левица ќе ја видиме на коњица према Крушева, планирате така нешто? Ќе видиме како што се ништо не е исклучено како што расте Левица, иако мислам дека и тие луѓе кои што во оригиналната коњица кои што парадираа пред нас кога значи на Мечкинкаме, мислам дека и тие најголем дел се и наши поддржувачи така. Добро, да се вратиме на процедурата на уставните измени, како што кажавме, седницата е закажана за 18 август. Повторно ќе прашам, нема власта мнозинство за гласање, за изгласување на овие уставни измени, нема мнозинство ни за отварање на уставот за сега, но еве процедурата е почната. Тогаш што очекуваме од седницата? Вака, ја мислам СДСМ ги ставија сите, тоа е еден вид на израз, како јајца во едно гнездо. Значи, се ставија на една карта, тоа се уставните измени, затоа што ништо друго не може сите да испорачат. Сите јајца во една кошничка. Во една кошничка, да, се извинувам. Значи, не можат ништо друго да испорачаат, значи гледаме економијата каде, гледаме сосудството каква е ситуацијата, луѓето продолжуваат со масовно иселување, дури пуштија, нели, муабе дека ќе увезуваме работници и така натаму, што претходно беше, нели, децата да ги задржиме. Во една таква ситуација образованието е катастрофа, здравството исто никогаш не било полошо. Во таква една ситуација останува само илузијата за влез во ЕУ и наводно до 2030 и се е ставено на таа карта во ситуација кога не успеа ништо да издействуваат во тие меѓусебни преговори. Како кажа председателот, мислам дека рече 17-2 дека имаме изгубено дипломатски од Бугарија, ја дури не знам кои се тие две работи кои што ги имаат они добиено, можно и 20-0 да имаме изгубено или 19-0. И сега во таква една ситуација се е ставено на една карта. Седницата е закажена, мислам дека темпира према втората меѓувладина конференција што треба се случи во ноември, пошто нели си имаат некои рокови. И сега за сега нема, така изгледа, иако ВМРО ДПМН имаше
како да кажам, малку променлив став. Прво излегува и вика под никакви услови нема да има уставни измени, а потоа поставија некои услови, нели? Па бара широка коалиција и слично, па сега после од тоа исто се повлекува и ретирира. Тоа треба да се земе предвид, значи малку дека се нејасни, иако сега делуваат дека нема да гласаат. Ако не гласаат, во таква една ситуација на немање на мнозинство, прво, значи чисто формално се изгласува дневен ред, со обично мнозинство, значи со 61, понатаму се отвара јавна расправа, значи се отвара дебата. Јас мислам дека нема да се пријавуваат пратениците од ВМРО ДПМН на дебата, затоа што мислам дека после оние говори во собранието во комисијата, значи за уставни, се е кажано, ја бар така мислам. Иначе имаме ситуација кај што или никој нема да се пријави, или пратениците на СДСМ идујќи се општат сами меѓу себе. Мислам дека тоа би било уште полошо на за нив. Вие ќе се пријавувате? Не, тоа го каже и председателот кога зборуваше на комисијата дека за уставни прашања, дека ова е нашето единствено излагање, значи се е кажано веќе по 50 пати, значи нема апсолутно никаква потреба. Во таква ситуација председателот Џафери, кој што и самиот најави, ако ние се сумневавме претходно, ќе прекине седницата и за евентуалното гласање ќе бидеме известени понатаму. И има некој муабет, пуштаат некои гласини, мислам дека тој и Прендаровски го кажа, дека можно е да се гласа во ноември. Значи сега ќе прекине седницата, ќе рече, ќе добиете известување за продолжување на седницата, ќе се гласа некој друго продолжение. И негде во ноември пред последниот рок за втора, значи меѓувладина конференција, тие ќе ја пуштат и ќе дадат на сели, ништо че имале, немале, ќе се обидат да ги протуркаат измените или барем некако ќе нацрнуваат. После смислот ќе ги стават у контекст измените како про-ЕУ и анти-ЕУ, значи парламентарци. Или тоа, или дури имаше и Ковачевски една изјава што кажуваше дека пред редовни избори ќе се гласа. Ја има таа можност. За жал, председателот Џафери, ако он е познат по неговото... Но тоа би било дури следната година. Да, и ја има таа можност. Иако јас ќе кажам дека он е нашиот председател на собранието, е познат по неговото креативно толкување на деловникот. За жал, јас го читав деловникот, ја има таа можност, што значи он или ќе прекине на 18, известно, ќе продолжи или во ноември, или ќе продолжи неколку недели пред редовните избори, кога и да ги закаже. Добро, тука сега има две прашања, кога зборуваме за уставните измени, значи тука е ставот на ВМРО ДПМН и на Левица. Се разбира ставот и на останатите пратеници, но со оглед на тоа дека поголемиот дел од нив се изјаснија дека ќе гласаат, има таму по некој, да речеме како Павле Трајанов, како некои од албанските пратеници, сега да речеме оваа групација на Задмеджити, кои може би има некои други барања, но знаеме, клучот е кај ВМРО ДПМН и кај Левица. Еве, прво ќе ве прашам за вас нормално, но прво за ВМРО ДПМН вие спомнавте во наставниот став. Мислите ли дека е можно, таму има две сценарија. Една е да се убеди целата пратеничка група, тоест партијата, да влезе во процесот, да учествува во процесот инклузивно. Друга е да се најдат дел од пратеници, нешто слично со преспанскиот договор. Да се најдат. Да се најдат, да, под наводници. Да се убедат, или знаеме како исто така во наводници. Како гледате, еве, прво на овие сценарија? Можно ли се? Па, мислам дека власта ги тера тие две сценарија, дали ќе успее, значи ќе видиме. Нели, и двајцата реагиравме, убедат, значи подкупат, уплашат и така натаму. Европа, кој што видовте, прво прати втор ешалон на европска дипломатија и тоа беа Чешка, Словачка и Австрија, нивните министри за надворешни работи, дојдоа тука, се обидоа да ги притиснат пратениците на ВМРО ДПМН да гласат. А после дојде прв ешалон на европска дипломатија, значи дојдоа Франција, Германија и Полска, нивните министри за Европа, за Европска унија и така натаму, и тие се обидоа и после тоа излегува ВМРО ДПМН со изјава дека нема да гласат, значи тие не успеа. И сега останува, мислам дека власта сама по себе нема сила. Единствено останува сега американската дипломатија да пратат некој тешкаш у наводници, иако тие што играат, што боксуваат перолесна категорија во американската дипломатија, кај нас е тешкаши, морам да кажам. Најверојатно Ескобар, Габриел Ескобар, еве, тоа е моја процека, значи или ќе дојде Габриел Ескобар пред 18 или има американска дипломатија побитни
работи у моментов, еве како да речеме војната у Украина. Сепак ова е европска работа, нели, за ЕУ зборуваме, друго е НАТО 2018, така да тоа би било последната инстанца на притисок, да дојде дали Ескобар, дали некој од друг дипломат од нивниот State Department и да проба да ги притисне ВМРО да помане да гласат. Добро, Така да ќе видиме. Да, што се однесува до вас, има ли шанси вие да го смените мислењето? Не, апсолутно не. Дали постојат некакви гаранции, некакви, не знам, работи кои би можеле да ви бидат дадени за да го смените? Не, апсолутно нема шанси. Гаранции се обезбедуваат на почеток на процесот, не сега. Значи ние требаше да имаме писмени гаранции дека Бугарија нема да не кочи, требаше како сите други држави, кога ќе пристапуваме кон него да го отвараме уставот, не пред, че ние ќе го отвараме пред, а може би и за време на преговорите, ако Бугарија не оценува, а после може би на крајот пак ќе бараат. Значи и така натаму, што значи нема никакви гаранции, тоа да не ве лажат, им се обраќам на граѓаните, значи да не ги лажат другите партии граѓаните дека постојат некакви гаранции, апсолутно не постојат. А што се однесува до левица, нашиот став е најпринципиелен, мислам најцврст, ево ја ќе ви кажам, ние немаме никакви контакти, затоа што мислам дека и странските дипломати и власта сваќа дека обид да се разубеди левица да направи нешто непринципиелно е само губење време. Така да нас никој не замара. Сакате да кажете никој не вени притиск? Не, апсолутно не. Сега сме два пратеника, ќе бидеме 12, 15, може би 20 ќе видиме. Ја ево ви гарантирам према партиската селекција, нашата пратеничка група и таква пратеничка група ќе биде. Значи се што е штетно за државата, и за државата, и за овој народ, од друга страна и принципиелно што сме ветели значи избори, ние од тоа не отстапуваме. Некој да не убедува, да ни дава гаранции за нешто друго да гласаме или да поддржиме, тоа апсолутно нема шанса. Добро, имаше изјави и од вице-премиерот Маричејќ, од министерот Османи, претходно и од Артан Груби, зборуваа за пратениците на ВМРО ДПМН дека контактираат со нив, но зборуваа и со пратеници на опозицијата дека контактираат. Дали власта разговарала со вас во изминативе месеци во текот на процесот? Дали имале такви разговори со вас? Не, некои кордијални средби по ходницу собранието, иначе не, посебно за оваа тема не. Дали имало баш средба конкретно за уставните измени да размените мислење? Не, апсолутно не. Они знаат дека сме во старт уште од старт дека сме против и не. Добро, тогаш како имаме во ноември закажана втора меѓувладина конференција, таа меѓувладина конференција треба да го означи почетокот на отварањето на поглавијата. Знаеме, за да се случи таа, треба да се смени уставот, да се внесат бугарите во уставот, тоа е веќе се познато, но доколку не се случи, нас ефективно ќе се закочи европскиот процес. И не знаеме таа потоа која сега е закажана, дали и кога би се закажала повторно. Веројатно би се закажала, но тоа значи ново губење на време. Тогаш која е алтернативата? Еве, доколку ние останеме така на тоа мислење дека нема да ги ставаме бугарите во уставот, тогаш што ќе правиме понатаму? Видите, ја таа теза е теза на власта, морам да кажам, мора да ја поставиме малку обратно. Ние мислиме, и јас посебно мислам дека ние немаме алтернатива за Македонија немаме, а не за ЕУ. Ние немаме друга држава во ЕУ која што влегла или која што е значи која што почнала пристапни преговори, која што одлучила да прави вакви компромиси како што правиме ние од 90 Нели да не ги набројувам. Од привремено име во Обединените нации, па знаме, па устав, па Преспански договор, па нелегални закони за територијална поделба и после за закон за јазици и така натаму. Значи ние мора народот да разбере, немаме алтернатива за Македонија. За ЕУ, да, тоа е нашиот пат, но не по секоја цена. Видите, земете, еве, и преска неформално разговаравме, може да земеме 4 држави од ЕУ и да ги споредиме. Може да ги земеме Романија и Бугарија, и може да ги земеме, не знам, Холандија и Франција, да речеме. Меѓу тие 4 држави има фрапантни разлики. Тие разлики не зависат од ЕУ. Иначе по логиката на која што кажува власта, Бугарија и Романија требаше да бидат еднакви и по економија, и по владење на право, и по сите други демократски параметри со Франција и Холандија, да речеме. Тоа апсолутно не е така. И денеска како се вика, стожер на мафијата во Европа е Бугарија. Најголема корупција е во Бугарија и во Романија. Продолжуваат младите да се иселуваат и од тие две држави, што значи ние, да, секако ќе добиеме пристап до ИПА фондови. Ево, земете ги ИПА фондовите, например, излегува со анализа дека најголеми злоупотреби се случуваат тука. Значи, што ќе се случи? Ќе добиеме само повеќе пари и злоупотребите ќе продолжат.
нашата политичка елита покажа од 91 до сега дека апсолутно немаме никаков капацитет. Значи џабе ни е ЕУ и за жал тоа е, морам да кажам, еден губитнички менталитет, вие да сакате друг да ви ја среди работата, друг да ви го среди дворот. Тоа е тоа ние што го збориме дека тие се веќе одцепена од народот елита, одродена елита, тие максимално типуваат да бидат како да видите странски наместници тука, спроведувачи на странски директиви, барања и слично, додека за нив останува само богатење на лична сметка. Тоа е тезата само на... да завршам, левица се роди од таа потреба на банкротирана политика од 30 години, да се роди нова политика која што ќе сака ова парче земја сама фактички да го раководи. И околу, ќе бидеме заглавени кон патот кон ЕУ, ја би ги цитирал, значи ние имаме експерти кои што се стварно експерти за ЕУ, не како вице-премиерот Маричич. Тоа се сегашната директорка за Институтот за европска политика и бившата директорка која што сега мислам дека име дека е советничка. Мислам дека баш во емисија на вашата телевизија значи господјата Малинка Ристевска Јорданова ја завршува емисијата, вика уставните промени не се нужни за да влеземе во ЕУ. Значи ја мислам дека зборот на тие експерти вреди многу повеќе него на празните приказни од власт. Апсолутно треба да се репреговара и нашето, значи и при целиот фактички процес. Инаку ние какво влагање 2030, значи ние ќе останеме за секогаш заглавени во ходниците во ЕУ. Но на западноевропските држави тоа им одговара. Франција ни стави прва вето уште пред Бугарија. Така, го гледате, Макрон излегува на видео бим на 2018 и вика гласујте за промена на името, тоа е вашиот пат кон ЕУ. Неколку месеци тамо година постоа ни става. Самата Франција ни става вето. Да, ме сакате што ме зборот. Сите овие работи што ги кажавте се всушност посебни дилеми за кои може да се разговара, доста се тие отворени прашања за тоа и дали може да се репреговара нова преговарачка рамка. Па ви кажат дека експерти викаат дека не се нужни тоа, треба да влеземе, дали не треба во ЕУ и така натаму. Но суштината на ова и вие ја кажавте и самиот е тоа што ние или онаа фамозна изјава на поранешниот премиер Разаев, нас не треба камшикар, дека ние се ослонуваме на тоа, но не на собствен капацитет, Видете, граѓаните тука 30 години веќе веруваат во она што им го кажуваат политичарите, дека ќе направат ова, дека ќе направат она, и тие не го прават тоа. Ние имаме, и вие констатиравте, 30 години имаме една стагнација, падна вредности, зголемена корупција, сето она што не треба да се случува. И сега Европската унија прво ни е природен трговски партнер, целата трговска размена, ние со Европската унија. Второ, граѓаните одат да живеат во Европската унија, не одат на друго место да живеат, или на запад, во Соединетите Американски држави, Канада, Австралија и така натаму. Значи, граѓаните таму одат по подобар живот. Се уште, ја би рекол се уште. Се уште, да, ама не гледам дека тоа ќе се смени во брзо време. И сега, ние сега зборуваме за прагматичност. Не дека Европската унија нас ќе ни кажува што да правиме, но ние изгледа дека сами не можеме. Тоа го гледаме. И сега, каде е решението? Како ние сега да веруваме дека некоја политичар или политичка сила одеднаш ќе го смени поведението и без Европска унија, без ништо, ќе ја направи Македонија подобра држава? Вака, значи, ако од една страна се уште западните држави се најбогати држави и нормално е дека секој би сакал да иде таму каде што има најмногу можности да работи, да има пристоен живот и така натаму. Но треба да сме свесни дека западните држави, општо целата западна конгломерација е во опаѓање, дека и некои нови играчи се појавуваат на политичката сцена. И и баш и тоа го разговаравме. Во суштина, земете ја иницијативата на Кина за појас и пат. Не зборуваме само за држави кои што се ван ЕУ, збориме за држави од ЕУ кои што имаат пристапено кон таа иницијатива. Тоа е вид алтернативна глобализација на американскиот систем кој што се состои со приморски патишта каде цел свет е меѓусебно поврзан и тие приморски патишта ги штити американската флота. Сега, како што Западот постепено опаѓа економски, таа флота ќе мора да се полечи и ви имате алтернативна глобализација на Африка, Европа и на Азија, која што представува повеќе од 2/3 од население, може да 80% од населението, кој што грото преку копнени патишта и нешто преку поморски да има трговска врска со Кина, кој што е моментално најголемиот производител. Не само Македонија, ни една држава не може сама.
не знам, 30-40-50% од производите во Америка се од Кина, на пример. Така да и Америка не може само, и Кина не може само. Светот е то треба да поврзан, се тоа не е подразбира. спорно, да. Ама ја ќе кажам, чуму ние, нели, Европа, ако меѓу процесот ја изгубиме Македонија. Не е као дека имаме ние преседани каде што некои држави правеле оваков тип унаводници, значи решенија и компромиси и после завршиле добро. Напротив, мислам дека нема држава која што се решила на вакви компромиси, баш затоа што тие политички елити очигледно многу посвесни од нашите дека вакви работи едноставно не се прават. Така да, како да ви кажам, ЕУ ли е, шо и да е, останува на нас. Значи останува на нас, не е како дека да не ги спомнам пак некои од помалите држави во ЕУ, кои што скоро се влезени, дека ги сопреа тие негативни процеси. Видите, Може би ги ублажија. Господине Крмов, тоа повторно доаѓаме до таа фраза, која останува само фраза, останува на нас, но што да правиме? Како тоа ние да го смениме? Еве, ние како да станеме подобри водачи, подобри политичари? Ништо, ќе мора да се смени политичката елита од корен. Затоа и левица на сцената, ќе кажам, левица нужно се роди од потребата за нова политичка елита и за нова политика, различно од онаа што се води 30 години. Што значи мора на поинакви темели да дојде партија што е поставена на власт, а тоа е единствено левица. Сега вака може звучи нескромно и да си правам политички маркетинг, ама тоа е сите други партии, освен левица, биле во еден период на власт. Сите други партии, дури и партии што не се сега во парламентот, биле у некоја си таму коалиција, или земете ги 118 пратеника, ако не они, некои нивни колеги искусиле ситуација да бидат у власт. Процесите надолни продолжуваат со нив, што значи мора алтернатива. Таа алтернатива е единствено левица, мора да кажам. Но тоа што сте вие нова партија во подем, тоа е очигледно дека сте партија во подем, тоа не е спорно, тоа го покажуваат и анкетите дека сигурно на следните избори ќе освоите повеќе пратеници отколку што имате сега. Но тоа не е гаранција повторно за граѓаните дека еве вие да дојдете на власт, дека ќе бидете добра власт. Тоа се случи во Грција со Сириза, се појави Сириза и исчезна Сириза. Добро, значи имаме многу такви примери, сакам да ви кажам. Видите, нема гаранции за ништо, човек треба да има малку и верба, како да ви кажам. Веруваат граѓаните, ама од друга страна, јас бар мислам дека ние со нашето делување, значи ние сега не сме само нели на муабети да пуштаме соопштенија на Facebook, че ние имаме 50 советници, имаме 20 пратеници. Према нашето поведение, однесување, знаење, се што сме покажале и во градските и совети собранието, се надевам дека даваме ни уствари слика какви ќе бидеме и кога ќе бидеме на власт, ако ме разбира. Добро, така да, како да ви кажам, во цел свет се тие процеси каде што веќе естаблишмент политиката паѓа, но ние мора да се надеваме да работиме, значи нема откажување. Со кого би коалицирале? Видовме онаа една кога се појави онаа фамозна фотографија кога се создаваше ново парламентарно мнозинство, тогаш застанавте со ВМРО ДПМН и со останатите албански партии. Да. Значи тоа ли се вашите природни коалициски партнери за војна? Вака природни, јас мислам дека левица нема природни коалициски партнери, левица може да коалицира чисто од принцип за да протурка некои работи кои што се корисни за државата и за народот. Конкретно за тоа, со тоа левица покажа две работи. Прво покажа дека знае да биде прагматична, затоа што ако ние не влезевме во тоа мнозинство, не се оствари, ама теоретски на хартија имаше 61, требаше да фактички да му го чуваме грбот и да го оставиме Заев, кој што ги почна сите тие процеси на разјадување на оваа држава, кулминира со преспанскиот, се уствари кулминираат со бугарскиот, требаше ние да го оставиме повеќе на власт. Што значи, бирајќи од тие две работи, ние мислам дека направивме вистинската одлука, иако тоа, мнозинство не се случи. Од друга страна, тоа што седат албански партии, нема тоа врска, значи, тоа е лажна, како да кажем, тоа е пропаганда и етикета, дека левица е нешто албанофобска или против албанците. Левица е против политиките кои што ги буткаат албанските партии. Јасно да разграничиме албански граѓани, албанскиот етничко потекло граѓани на Македонија и албанските партии. Што значи, како да ви кажам, јас како мислам дека ќе иде тој процес после наредните избори, ние најверојатно ќе преговараме отворено, за разлика од другите партии што преговарат позади затворени врати, принципиелно со барања и мислам дека дел од нашето гласачко тело, од друга страна знам дека нашето гласачко тело не очекува сега нека ќе имаме 61, очекуваат двоцифрена бројка, но од друга страна процесиве кои што се во тек се многу штетни, се толку штетни што некој треба да стави брана. Таа брана
тоа го има кажано и председателот Пасиев, треба да биде левица, значи од уценувачката моќ од ДУИ да премине фактички во левица, што значи да, ние апсолутно ќе преговараме и после наредната влада, целта е да не може влада без левица, но ќе ги задржиме значи нашите принципи. Добро, собранието гледаме како функционира, многу често е блокирано, но има и доста критики за носење на закони со тоа фамозно европско знаменце, кога треба и кога не треба. Сега се зборува дека власта и измените на законот за медиуми ќе ги протне со такво едно европско знаменце, ќе ги донесе на собрание за да поминат полесно. Вие во првата фаза кога беа предложени тие измени, вие ги блокиравте тогаш со амандмани. Какво е мислење сега, бидејќи со тој закон владата планира од буџетски пари да ги финансира националните телевизии, повторно да им дава пари од буџетот, со тоа што 75% од парите треба да отидат кај 5 национални телевизии, нешто за што сите новинарски организации и експерти се изјаснија дека е против европски, дека е штетно, но повторно гледаме дека власта не се откажува и дека ги турка тие промени. Краток коментар околу блокирано собранието, дали е блокирано, аз морам да кажам дека не е блокирано. Левица со 2 пратеника нема капацитет да го блокира собранието, може по единични закони. Единствена партија која што има капацитет да го блокира собранието е ВМРО ДПМН и гледаме дека тие јако најавуваат целосни блокади, имаме делумни блокади, меки блокади, вакви онакви блокади, собранието си тера. Ја тоа сакам да ги уверам гледачите, собранието си тера, ги бутка сите работи кои што сака да ги бутка. Околу ЕУ знамето, мислам дека тоа е еден од најопасните преседани во нашата плуралистичка историја. Со тоа вие ги сведувате сите комисии, сите останати комисии, освен да речеме финансирање и буџет или оваа уставна комисија, на небитни. И единствена битна комисија станува комисијата за европски прашања, значи комисијата на која што законите со европско знаме. На почеток кога се случуваат тие фалсификати со европско знаме, сепак власта се трудеше, ги пополнуваше тие табели, јако да речеме, знаете како иде, треба да имаш табела на тој закон и уз табелата треба да има наведено со која регулатива европска тој закон се усогласува. Со таа регулатива број тој и така натаму. Кога го носеше оној контраверзен закон за државјанство Заев, за да ги купи Алијанс и Алтернатива тогаш, нели, кога му се тресеше власта, закон со кој што со сметки за струја, значи граѓани може да добијат државјанство. Тој закон кој се носеше сепак имаше табела, сепак иако ставаа директиви од Европска комисија, што не е дел од ЕУ, ставаа директиви од Обединените нации, нешто глумеа дека има оправданост. Сега за законите конкретно за Бехтел и Енка нема ништо. Табелите се празни. Значи тоа е апсолутно кривично дело. И сега ние имаме ситуација по паѓањето на оваа власт, што е известно, или некој ќе одговара кривично за оваа злоупотреба на европско знаменце и ќе се врати некој ред и поредок во собранието, или буквално ќе остане само една комисија. Само една комисија. И тогаш опозицијата ќе го изгуби оној момент на филибастер, нели тоа што луѓе као викат блокирано собранието. Филибастерот постои секаде, и во Америка го има, во Америка републиканците, дали беше оваа година или претходната не ми тек, но буџетот го блокира, нешто што кај нас веќе е невозможно после промената на деловникот кој што Груевски ја направи после тоа, нели, кога скока СДСМ за буџетот. Така да, значи вие имате на власт кој што турка работи што не ги ветила, турка работи што се противправни, противуставни, и сега како треба опозицијата да реагира. Само во такви ситуации филибастерот е оправдан и само во такви ситуации и левици, остатокот опозицијата, ние имаме користено филибастер, че не сме ставиле, не знам, за социјална помош филибастер или за помош на луѓе со попреченост и така натаму. Ме сваѓате, што значи се што излегува надвор од политичката матрица, што не треба да излезе, збориме власта, го се употребува филибастер. Во ваков случај, ако се турка преку комисијата за европски прашања, нема веќе филибастер, сведени се опозиционите пратеници без моќ, како да вид дрвени кукли у собранието. Што значи ќе видиме, значи ќе повторам, или некој ќе одговара и ќе има ред, или ќе има тотален неред. Значи доколку повторно се поднесе тој закон за медиуми со европско знаменце, нема да можете ни да го блокирате. Не може да се сопре затоа што времето за дискусија е ограничено. Ако е скратена постапка 2 дена, ако е неонака 3 дена, че вие поднесете 10.000 амандмани, ќе стигнеме до 50-тиот амандман, третиот ден се прекинува, се гласа и се иде понатаму. И тоа е тоа. Така да,
што се однесува до законот, ја морам да констатирам, а и на другите телевизии, секоја чест на вашата телевизија, кога се спомнуваше околу тој закон, сите кажуваат блокиран, не помина, никој не кажува зошто не помина. За жал имаме една тенденција да бидеме малку одсечени од грото од медиумите, тоа е директна последица од блокирањето на тој закон во нашата прва фаза. Јас колку во неговата прва фаза, ја колку што знам, сите невладени организации се против, кои што се бават со таква проблематика, и сите новинарски здруженија се против. А државата сепак го турка. Мислам дека во еден очаен обид кога СДСМ посебно унадолна линија, не им останува ништо друго туку да се обидат со преку пропаганда на медиумите. Овој закон е само за тоа. Мислам дека и во постоечкиот закон, кога се работи за кампањи од јавен интерес, телевизиите се должни тие кампањи да ги емитуваат на својата телевизија бесплатно, што и нели има логика, небитно што е приватна телевизија, апсолутно, кога се работи нешто за јавен интерес, општо добро, тоа треба да се емитува бесплатно. И сега, мимо тоа, небитно што имаме таква можност, сега они туркаат наводно за јавен интерес да биде платено, тоа апсолутно ќе влијае на уредувачка политика, ќе влијае на слобода на новинарско изразување и така натаму, што значи, да, мислам дека тоа е еден очаен обид, гледате, за жал, заевизмот или тачевизмот или како сакате наречете го, од друга страна сите работи кои што ги вети дека нема, или барем ево првите неколку години ги тргна, ево сега ги враќа. Значи ние имаме само за исти систем, се работи за исти систем со различни чинители. Господине Крмов, ви благодарам за овој интервју. Благодарам на вас. Ова беше Борислав Крмов, пратеник на Левица. Почитувани, ви благодариме што следевте. Останете со нашата програма.